Нафтата поевтинува за 2,5 денари по литар, а бензинот за 1,5 денар, потврди регулаторната комисија за енергетика. Инаку денеска и премиерот Христијан Мицкоски исто така го најави намалувањето на денешната пресконференција. Тој посочи дека според владините пресметки, новите цени би се движеле околу 82 и 84 денари, за бензините 95 и 98, додека дизелот би изнесувал околу 95,5 денари за литар. Дополнително најавени се и попусти од 2 денари за бензините и 3 денари за дизел горивото. Премиерот Мицкоски нагласи дека мерките ќе бидат микротаргетирани и ќе следуваат подетелни анализи на извештајот. Јас прво денеска очекувам да јас нема да ја водам инаку денешната седница на владата поради други обврски кои што ги имам. Инаку очекувам да го добијам извештајот и да го изанализираме овие денови и откако ќе го анализираме многу внимателно, тогаш сигурно ќе излеземе со одредени мерки. Сакаме тие да бидат овој пат микротаргетирани, но она што е важно е дека врз основа на нашите пресметки, јас не знам дали регулаторната комисија за енергетика излезе со нивните пресметки, но врз основа на нашите пресметки бензините 95 и 98 октански треба да поевтинат за 1,5 денар, додека пак дизелот треба да поевтини за 2,5 денари по литар. Едните да бидат 82, односно 84 денари, а дизелот да биде околу 95,5 денари, колика така нешто беше. И на ова треба да се додадат и оние попусти 2 денари за литар за бензините и 3 денари за литар за дизел горивата. Според премиерот Мицкоски, со најавените поевтинувања, Македонија ќе биде држава со убедливо најниска цена на нафтата и нафтените деривати. Потсети дека македонската влада беше единствената која го намали данокот на додадена вредност. И со тоа ќе бидеме држава со убедливо најниска цена на нафтата, нафтените деривати, односно на дизел горивото и на бензините. Така што тоа е она кое што оваа влада го направи. И уште една работа која што исто така тука е многу значајна да ја кажеме, тоа е фактот дека од истите оние СДСМ во земјата на лагите бевме обвинувани дека многу доцниме со мерките. Ќе ве потсетам, ние бевме единствената влада која што го намали данокот на додадена вредност заедно со Шпанија, а сега тоа гледаме дека председателката на Европската комисија јавно го говори дека сите земји членки на Европската унија треба да почнат да ги намалуваат даноците на додадена вредност за дизел горивата и за бензините, затоа што екстремно високи се цените на овие производи. Така што и дури и овие параметри не им одговараат на СДСМ во земјата на лагите. Инаку премиерот нагласи дека владата разгледува и за можни мерки поради новите поскапувања во маркетите. Кажа дека прво ќе се анализира извештајот, а потоа ќе излезат со нови решенија и мерки се со цел да се зачува стандардот на граѓаните.